26. juli 1963 godina. 5 časot i 17 minuti. Ден кога смртта легна над бетонот, кога хармонијата меѓу човекот и природата беше нарушена над Скопје, градот на два брега. Катастрофалниот земјотрес однесе над 1000 животи, а неколку илјади жители ги остави осакатени. Пет časot i 17 minuti. Преку 80% од стамбениот фонд беше тешко оштетен. Стопанството беше осиромашено за тогашни 350 милиони динари. Многобројните музејски експонати како материјални докази за градот се најдоа под урнатините на овие институции. На најужниот дел од географската карта на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, распространета на површина од 25.713 квадратни километри со околу 2 милиона жители, лежи Социјалистичка Република Македонија, едно од сеизмички најактивните подрачја на Медитеранот. Големиот број споменици на културата на оваа територија зборува за едно богатство, за традиција која и покрај разните влијанија, политички настани, представува еден континуитет на борбата на еден витален народ кој низ вековите успеал да се одржи, да ги зачува своите традиции и култура. Народ кој успеал и преку своето творештво да ја докаже и да ја потенцира својата самобитност. Социјалистичка република Македонија е изразито трусно подрачје со огромен број на епицентрални подрачја во кои може да се јават земјотреси со магнитуда до 8, односно со разурнувачка сила од 9 и 10 степени по Меркалиевата скала. Тоа е и причината што голем број споменици на културата биле уништени во минатото. Историјата на Скопје, главниот град на оваа република, најдобро ја илустрира опасноста од овој природен феномен. Скопје се наоѓа во северниот дел на Скопската котлина, на 42 степена северна географска широчина и на надморска височина од 245 метри. Распослано на двата брега на Вардар, Скопје е град на два града. Стариот, првоформираниот, кој се наоѓа на левата страна од реката, изникнат заедно со Старата чаршија, која како питорескна урбана целина обстанала се до денес, и ново современо Скопје на десниот брег на Вардар. Од своето постоење до денес, градот зазема највидна положба на сообраќајните артерии меѓу Средна Европа и Средоземното море. Некои историчари и хроничари уште го нарекуваат мост меѓу Азија и Европа, порта на Ориентот, и поради ваквата поставеност бил повод за многобројните војни што се воделе на ова подрачје.
Скопје е второто име на градот. Некогаш се викало Скупи, бил антички град. По некои, во почетокот бил населен со илирското племе Пеонци, а според тврдењето на други, Скопје го подигнале дарданците. Потоа доаѓаат римјаните и градот станува еден од главните римски стратегиски центри. Во 518 година над Скупи, градот со плоштади, театар, канализација, водовод, храмови и бањи, надвиснале две несреќи на кои градот не можел да им се спротивстави. Нападот на варварските племиња и страшниот земјотрес. Од таа година престанува и животот во античкиот Скупје. Непосредно по несреќата, недалеко од урнатините, градот повторно никнува. Некако во исто време со подигањето на новиот град се појавуваат и првите словенски племиња на оваа територија. Во 595 година тие конечно го заземаат Скупи и го нарекле Скопје. Словенскиот период, особено периодот на првиот македонски цар Самуил, е негова ренесанса. Меѓутоа, веќе во 1014 година со битката на Беласица, во судирот со византискиот император Василиј II, Самуиловото царство пропаѓа. Во тоа време и значењето на Скопје повеќе се зголемува. Тоа е повод во него да се одигруваат необични историски настани за превласт над градот. Така следат освојувањата на норманите, бугарите, турците. Денес во Скопје најмногу бројни се остатоците од материјалната култура од времето на владењето на римјаните, византиците и турците. На овие споменици на културата, нашата самоуправна општествена заедница од секогаш им посветувала особено внимание и грижа. Со помошта на УНЕСКО, со самопрегорното одрекување на граѓаните, со дел од своите лични доходи, како и со дејствувањето на специјализираните научни институции од Социјалистичка република Македонија, се успеа најголем дел од ова културно наследство да се зачува како културно добро за генерациите што доаѓаат, како доказ за постоењето на овој народ на овој дел од светот. Пет часот и 17 минути. Агонијата на унесреќените се уште траеше, а веќе во 9 часот и 30 минути Радио Скопје ја продолжи прекинатата програма. Граѓаните на Скопје веднаш и се спротивставија на стихијата. Само по 1 час од катастрофата, заедно со единиците на Југословенската народна армија, започнаа да е градат тврдината на солидарноста и хуманоста. Во тие први утрински часови, колонија од екипи, спасители, лекари и материјална помош од сите краишта на Југославија и светот тргнаа кон Скопје. Скопје не остана град музеј на стихијата.
Тлото се уште се потресуваше, а стручните лица при градежно-архитектонскиот факултет во Скопје и заводите за заштита на спомениците на културата почнаа со реставрација и конзервација на оштетените споменички објекти. Оваа заштита не беше само вид на вишите потреби на нашиот дух и култивираните чувства, туку беше во прв ред императивна задача на целата општествена заедница, неопходно потребна во нејзината борба за понатамошен, повисок подем и напредок. Поради својата важност, приоритет имаа камениот мост и црквата Свети Пантелејмон. Црквата е градена и живописана во 1164 година, во времето на зрелиот комненски период. Живописот во Свети Пантелејмон е дело на мајсторот Високата Цариградска школа и представува еден од најзначајните културно-историски споменици во византиската уметност. Споредувајќи оваа композиција на пиета оштетена од земјотресот со онаа на Ѓотто од Падова, може слободно да се рече дека анонимниот нерешки мајстор е посупериорен во реалистичкото прикажување на болката со краен емотивен израз, кои до тогаш и биле туѓи на средновековната византијска уметност. Брзата и ефикасна интервенција ја спаси од натамошно пропаѓање. Со оглед на тоа дека првиот посилен потрес оваа црква го доживеала уште во земјотресот од 1555 година, катастрофалниот земјотрес од 1963 година остави врз неа несакани последици во оштетувањето како на архитектонскиот дел, така и на живописот. Македонските стручњаци најнапред презедо обсежни геотехнички истражувања за стабилизација на почвата, на кое што е фундиран овој бисер на средновековната уметност кај нас. Имено со испитувањето се констатира дека нестабилните услови на почвата имале големо влијание врз оштетувањето од претходниот и овој земјотрес. Со мерки на санација и зајакнување, објектот беше доведен во сеизмички отпорни услови, со што може да им се спротивстави на идните посилни земјотреси. Најбитниот момент од зајакнувањето на овој објект беше тоа што под него се ставија нови армирано-бетонски темели. За точниот датум на изградбата на овој мост и денес се кршат копјата меѓу историчарите и археолозите. Меѓутоа, вистината е една. Тоа е најграндиозниот мост на Балканот, изграден од рацете на некогашните градители. Ги менувал имињата според владетелите кои господареле во градот,
Бил инспирација за многу сликари, фален кај многу патописци, мост херој од многобројните битки кои се воделе на него и гордост на Скопјани. И покрај тоа што мостот главно одолеа на природната стихија, неопходни беа мерките за конструктивна интервенција врз него, како мерка за превентивна заштита од идни посилни удари. Оваа интервенција беше неопходна и заради стабилноста на објектот од постојните товари. Најпрвен се санираа темелите на мостот со поставување на армирано-бетонски прстени околу стопите. Потоа се пристапи кон нивно инектирање. Заради потребите од регулирање на водите на реката Вардар, беа отворени и лаците од двете страни на мостот. Средновековната тврдина, која високо се издига во центарот на градот, беше гробница на археолошкиот и историскиот музеј. Нивните богати збирки од праисторијата преку античкиот период и средниот век беа во добар дел уништени, беа урнати и ѕидовите на тврдината. Најпрвин се пристапи кон археолошко-конзерваторски истражувања и врз база на резултатите од истражувањата беше направен проект за конзервација и делумна реконструкција. Реконструкцијата беше изведена над најкритичните пунктови, како јужниот и источниот бедем на тврдината, југозападната кула, потоа главната порта, мостот, како и одбранбениот ров на тврдината. Еден од поинтересните зафати на нашите стручњаци беше и реконструкцијата и конзервацијата на Султан Муратовата џамија. Градена во 1436 година, оваа џамија не одолеа на силниот потрес. Ѕидовите испукаа, горниот дел од минарето падна, а останатиот дел се искриви за 12 сантиметри. Со проектот, подготвен од наши еминентни стручњаци, објектот асеизмички беше зајакнат со помош на вертикални и хоризонтални серклажи на ѕидовите. Минарето се реконструира од темели. Од неговата внатрешна страна, спирално беше извлечено друго минаре во висина на надворешното. Со тоа неговата стабилност и отпорност и при појаки потреси беше обезбедена до максимум. Најголемиот и најзначајниот архитектонски споменик од раниот византиски период, чиј живопис представува ремек дело во монументалната црковна средновековна уметност, е катедралната црква Света Софија во Охрид.
Поради оштетувањата што ги трпела со векови, оваа некогашна катедрала се најде пред опасност од сериозни оштетувања и при помали потреси. Уште во 1951 година за незината заштита беше побарана и стручна помош од експертите на УНЕСКО. Така веќе кон крајот на истата година започнаа работите врз незината конзервација и реставрација. Стручњаците на УНЕСКО, заедно со нашите стручњаци, за време од 8 години ги изведоа првите, односно пионерските зафати во овој вид заштита на споменични објекти. Нивното мајсторство кулминираше во процесот на симнувањето од зид на фреската од олтарската конха, под која се покажа друга постара, односно оригиналната фреска од 11 век. И во конзервацијата на архитектурата се постигнаа бараните резултати. Најголемиот и најзначаен момент од овој потват беше исправањето на јужниот зид од наосот, кој беше накривен повеќе од 60 сантиметри од вертикалата и веќе изваден од рамнотежа. Додека грижата за зачувувањето на спомениците потекнуваше уште во првите денови на ослободувањето, последиците од катастрофалниот земјотрес од 1963 година беа императив и база за формирање на специализирана научна институција – Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија. Се формира по предлог на Обединетите нации и УНЕСКО. Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија на Универзитетот Кирил и Методи во Скопје, како универзитетска самостојна установа, имаше за цел да помогне при реконструкцијата и обновата на Скопје. Една од областите на изучувањето во институтот е и заштитата на историските споменици во сеизмички активни региони, развивање на методологијата за поправка и зајакнување на оштетените историски споменици од катастрофални земјотреси, како и истражувањата за смалувањето на сеизмичкиот ризик на постојните споменици и културно благо. Присуствуваме на еден тест за оценка на издржливоста во сеизмички услови на еден модел од соодветен културно-историски споменик. На виброплатформата, изградениот модел од соодветниот објект, се подвргнува на програмирано сеизмичко дејство од реални земјотреси, при што се оценува стабилноста при различниот интензитет, односно забрзување. Моделот за симулација се подвргнува на забрзување од 0,30 од Г и се наблюдува. Потоа од 0,45 од Г, што одговара на максимално можно забрзување, односно на земјотреси со катастрофален интензитет, а стабилноста на објектот целосно е запазена. Институтот делува и како регионален центар за обука и истражување на Балканскиот и Медитеранскиот регион. Организира специјалистички курсеви и семинари. Учесници се експерти од сите континенти на светот. Заштитата на историските споменици како генерален зафат не може да биде дефинирана како обврска само на локални услови и интереси,
туку како интерес на пошироката светска заедница. Во таа смисла, истражувањата и резултатите и од другите светски високонаучни центри и институции, специализирани за овој вид заштита, се од посебно значење. Спомениците на културата, како сведоци на уништени цивилизации од елементарни непогоди, заслужуваат да бидат заштитени и ставени во служба на човештвото за негов развој на полето на културата, да останат како сведоци од минати генерации за сегашни сознанија и за потребите на идните генерации.